Плагин хибридите стануваат вообичаена појава. Теза што ја подкрепуваме со фактот дека Jeep Compass не е првото, а уште помалку последното возило со ваков погон што сме го имале на тест. Со реални амбиции се појави Mercedes Maybach S-класа, но далеку од тоа дека ги остави рамнодушни производителите на ултралуксузни лимузини. Maybach е нешто посебно. Со ништо помали амбиции се откри освежената верзија на Land Rover Discovery, а малата ракета Yaris GR почна да крстосува по европското небо. BMW за мај најавува нов моторцикл. Веднаш по посакувањето добре дојде во новото издание, почнуваме со 11-тата генерација на Civic. Единаесеттата генерација на Civic ги задржува основните принципи на дизајнот на Honda, вклучувајќи низок и широк став, ниска линија, чисти детали и просторна кабина. Представениот прототип најавува лансирање на новата генерација од крајот на пролетта на 2021 година. Првично ќе се појави во седан каросерија, а ќе го засилат уште две изведби. Првата SE спортски хеджбек фокусира на динамика и моќниот Type R кому во прв план му се перформансите. Бидејќи се работи за прототип, се уште не се зборува за перформансите и конфигурацијата на моторите. Не би било изненадување да се појави хибридниот и електричниот погон како дел од редовната понуда. Honda се стреми да достигне завиден удел во електрифицираните верзии на своите модели во следната декада. Discovery е еден од најважните производи на Land Rover. Неговите услуги секој би сакал да ги користи. Од оние што во животот не стапнале на прашина, па до оние кои го презираат асфалтот. Овој пат засилувањата на имиджот се правени во посредство на електрониката, додека изгледот е само модифициран. Благите измени на Discovery 5 се оправдуваат со долговечниот дизајн направен да биде отпорен на времето. Во прв план е ставена електрониката преку која се добиваат многу поени. Воведени се нови 6-цилиндерски линиски мотори впарени со благо хибридно засилување и дотерани со програмите за употреба на возилото. По се судејќи, звезда на освежувањето на Discovery 5 е PV Pro конективниот систем, преку кого многу нешто се поедноставени во користењето на сите услуги што се овозможени. Дури и времето на реагирањето на командите е скратено, па брзината на услугата е секавична поради дополнително вградената батерија, која го убрзува вчитувањето на инсталираните податоци. Во комбинација со 12,3-инчниот интерактивен дисплеј се добива 3D мапирање на инструментите во висока дефиниција. Комфорот на патниците е обезбеден преку јонизирање на кабината, преку која се врши филтрација на воздухот за да ги сопре PM2 частичките. Новост се линиските 6-цилиндерски мотори, еден бензински исто како и дизелашот со иста зафатнина и две различни моќности.
За дознаката 5360 се крие 3-литрениот шестак кој испорачува 360 коњи во тандем со умерениот 48 волтен хибрид. Тој има 500 ньютон метри во опсег од 1750 до 5000 вртежи во минута, што е многу важно на теренот. Истиот хибриден систем е два пати ангажиран кај дизелите. Првиот има 249, а посилниот рамно 300 коњи и произведуваат уште повисок вртежен момент. Тие имаат лесна алуминиумска конструкција и ја заменуваат претходната генерација дизели SD4 и SDV6. Интелигентниот спој на 48-волтниот благ хибрид и моторите на внатрешно согорување даваат комбинација што ги задоволува строгите еколошки регулативи. Единствен мотор што не е впарен со хибридниот погон е 4-цилиндерскиот дволитрен турбобензински 5300. Вака силните изведби се проследени со традиционално просторната кабина подготвена да прими 7 патници во модерен амбиент. Теренското педигре на Land Rover е подобрено скромно, но значајно за оние кои го користат на теренот. За 2 степени се подобрени влезните и излезните агли, па проодноста е на уште поголемо ниво. Ревидираните модуси на возење се адаптирани за одговор на секаков вид на подлоги и на оние најтешките. Стандардното воздушно подпирање овозможува одлично ниво на комфор во сите окружувања во соодейство со технологијата на адаптибилни амортизери, која го надгледува однесувањето на каросеријата до 500 пати во секунда, реагирајќи на секоја команда на возачот со цел врвна контрола и рамномерно однесување во секој сценарио. Со технологијата Terrain Response 2, обновениот Discovery автоматски се приспособува на моменталните услови, па дури и длабока вода. Во Македонија пристигањето на Discovery предвидено е во февруари следната година со цени во распон од 75 до 130.000 евра. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Открита најновата понуда за Peugeot 208, 308 и 2008 по повод 210 годишнината на брендот. Едноставно до нов автомобил со Шпарка се лизинг. Метрополис, број 1 радиомрежа. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики.
Дел од договорот за партнерство помеѓу Готлиб Даймлер и Вилхелм Мајбах за соработка беше да се прават луксузни лимузини наменети за елитата или оние кои со пари сакаат да станат тоа. Од тогаш името Мајбах е синоним за раскошно, а воедно прифатливо решение за инвестиција во имиджот и престижот. Таква е новата генерација на Мерцедес Мајбах S-класа. Кога се зборува за Мерцедес Мајбах S-класа, тогаш тоа се прави со посебен респект. Англиските мајстори за луксузни лимузини се под вистински удар, бидејќи пристигна најсофистицираниот Мерцедес, направен да даде максимум во секој аспект. Секако сега е особено продолжен и препорачливо е да ве вози шофер поради подолгото меѓуоскено растојание од 18 см во споредба со долгата варијанта на Mercedes-Benz S-класа. Тоа укажува дека фокусот е на задниот дел и на патниците кои ќе седат таму, а за нив има подесување на индивидуалните седишта со интегрирана функција за масажа и грејење на вратот и рамињата, што се нови ставки во понудата кои ја зголемуваат удобноста. За безбедноста се грижат 18 воздушни перничиња, а на високо обучениот шофер му помага најрафинираната електроника и системи за безбедност. Кроен за специфични купувачи кои многу добро знаат што сакаат, Мерцедес Мајбах S-класа може да се порача со каросерија во две бои разделени со рачно повлечена линија. Дури може да биде опремена со електрични комфорни задни врати. Со ова широките задни врати можат лесно да се отвораат и затвораат со мала сила. Интеграцијата во системот за инфозабава и контрола MBUX и помош на слепи места обезбедува високо ниво на практична работа и дополнителна безбедност. Со задните врати може да се управува и од возачкото седиште, важна функција кога се вози со возач. Со активна компензација на бучавата на патот, внатрешноста на веќе многу тивката Мерцедес Мајбах S-класа станува уште потивка. На сличен начин како слушалките со потиснување на бучавоста, системот ги намалува несаканите звуци со ниска фреквенција, користејќи контрафазни звучни бранови. За репродукција на звукот се користат бас звучници на 4D окружувачки звучен систем. Можеме да пишуваме надолго и на широка за сите остварувања кои ги има во врвната лимузина. Ќе додадеме дека за движењето се задолжени посилните мотори засилени со хибриден систем кој ќе учествува со 15 коњи во вкупната сила. Дека вреди да се инвестира во неа, зборуваат фактите. Мерцедес Мајбах S-класа, откако е представена во 2015 година, ја купиле 60.000 купувачи, додека лани месечното производство достигна 700 возила месечно, од кои 600 за Кина. Во време кога повеќето производители или ги укинуваат или ги електрифицираат лутите верзии на своите модели, во Toyota се одлучија за сосема поинаков потек. Тоа може би зачудува, бидејќи Toyota е лидер во зелените технологии, а од друга страна протежира изведба со потентен бензински мотор. Yaris GR под подклопецот на моторот крие 1,6 литарски трицилиндричен турбоагрегат со дури 261 коњска сила и 360 Нм.
За формулата за забава да биде комплетна, силата се пренесува на сите 4 тркала со мануелен менувач. Плюс на тоа, овој модел може да се нарача и со опционален сиркет пакет кој содржи блокирање на диференцијалите, дополнително подобрено ослонување и 18-инчни тркала со Michelin Pilot Sport 4S пневматици. Возачот на располагање има 3 различни режими на возење: нормал, спорт и трак, кои во зависност од изборот го распределуваат вртежниот момент меѓу оските во сооднос 60:40, 30:70 или 50:50. Кога ќе земеме в предвид дека автомобилот е тежок 1280 кг, јасно е дека станува збор за ѓаволски забавен тркач кој до стотка ќе достигне за 5,5 секунди и нема да застане до електронски лимитираните 230 км на час. Визуелно овој модел се истакнува со масивни спойлери и крила, дискретен спойлер назад, прилично впечатлив дифузор и двојни издувни цевки. Внатрешноста изобилува со алкантара, а GR ознаките даваат до знаење дека не е обичен автомобил. Тука се и неизоставните спортски седишта кои се грижат возачот да остане во иста положба при секакво возење. Цената во Германија изнесува 36.790 евра. BMW станува еден од најмасовните производители на моторцикли. Посебно место заземаат моделите со многу мускулести мотори. Токму еден таков има закажана премиера в година во мај, а неговото име е S1000R. Наследи силен агрегат од моќниот RR, па не е препорачлив за почетници. Со многу компоненти на RR, BMW го стави новиот S1000R на тркало. Тежината од 199 кг е редуцирана за 6,5 кг, а моќноста од 165 конски сили останува иста како и кај претходникот. Горните брзини имаат подолги одови за да се намали нивото на бучава и потрошувачката на гориво. Покрај само зајакнувачката спојка, S1000R за прв пат може да се нарача со контрола на вртежниот момент на влечење како дополнителна опција. Корисните светилки што се адаптираат во свијаци се дел од дополнителната опрема. Дизајнот е компактен каде моторот доминира во изгледот. Обликот на страничното обложување зафаќа графиката со отпечатената R буква. Динамичката контрола на влечење, оптимизираниот ABS и трите режими на возење, дожд, пат и динамичен, се стандардна опрема.
Индивидуалното прилагодливиот режим Dynamic Pro може да се нарача и како опција. Групата за инструменти е донесена и од S1000RR. Ова исто така вклучува Bluetooth интерфејс за навигација со стрелка преку паметен телефон. BMW S1000R ќе биде достапен од мај 2021 година. Во Германија проектираната основна цена е 14.740 евра. Откако се постави и консолидира на европскиот пазар, Jeep се трансформира. Од изразено теренско возило, тој полека, но сигурно станува се позабележителен играч во полето на спортско корисни возила. Едно од нив е Компас, модел кој денеска го имаме на тест со хибриден погон. Но да почнеме од дизајнот. Како што и сами гледате, тој е задржан со 7 решетки на ладилникот. Исто така светлата се поставени и дизајнирани да одговорат на новиот изглед на спортско корисните возила на Jeep. Задниот дел лесно, како што може да забележите, се прља, но тоа е недостаток на сите хеджбек каросерии. Тука го имаме и сосема доволниот гепек. Тој е доволен за секојдневна употреба, но можете и да ги тргнете торбите и да откриете уште една мала ризница за складирање на работи. Во овој случај тука имаме полначи за батеријата. Но Jeep се квалифицира и како технолошка марка, а тоа најдобро се забележува од возачкото седиште. Во внатрешноста на Компас се чувствува европскиот шарм. Неговиот дизајн и квалитет на материјали не е полош ниту подобар од неговите конкуренти. Амбиентот што го гледаме во внатрешноста подсетува на решенијата типични за американската марка. Имаме неколку кластери на манипулатори. Првите се на управувачот. Рака на срце ги има многу и мислам дека ги има преку 15 и малку изгледа збунувачки. На долниот дел е контролата на хибридниот погон, но и на модусите за возење, бидејќи сепак Компас има нагласени теренски можности во класата на спортско корисни возила. И се разбира, на врвот на централната конзола е 8,5-инчниот тачскрин преку кого се контролира инфотејмент системот. Во внатрешноста има доволно простор за оставање на дребули. Таков е во наслонот за раката, ги имаме и во вратите и на исто така на задните врати. Амбиентот на возачот е добра работна атмосфера. Па да видиме што знае овој Компас да направи во асфалтот. Но зад управувачот на Компас се јавува едно интересно чувство.
Седењето е високо, но сепак немате многу добра прегледност за она што се случува испред вас. Халубата малку ја гледате и ви треба доста време да се прилагодите на таа панорама, особено на маневрирање на мал простор. Инаку, што се однесува до возните својства, Компас изненадува. Изненадува затоа што ова е спортско корисно возило, но покажува дека има изразено теренски гени. Например, сега возам на неасфалтиран пат и не така рамен, но звучната изолација во кабината е многу добра. Не можам да се пожалам на ништо. На теренот Компас е како риба во вода. Тој нема никакви компромиси. Едноставно ве пушта да го најдете својот пат. Модусите за возење се електронски дефинирани, но за разлика од неговите конкуренти, како што се Ford Kuga или пак Kia Sportage или ако сакате Volkswagen Tiguan, тој има и блокада на диференцијалот, па така можете да извлечете максимум од 4x4 погонот, кој функционира многу добро. Го префрлив на 4x4 автоматски погон, но однесувањето е сосема суверено. Може би и немаше потреба да го вклучувам. Но тоа е што е. Кога се вози на терен, Компас кажува и самиот дека повеќе е наменет како теренец отколку како спортско корисно возило. Неговите манири на терен се подобри отколку кај конкурентите. Па имате и повеќе електронски избор што може да се направи во на асфалтот. Испод халубата е сместен 1,4 литрениот турбо бензински мотор кој испорачува 130 конјски сили. Но тој е впарен со хибриден, односно плагин хибрид кој има батерија од 11,4 киловат-часови и таа го храни електромоторот од 60 конјски сили. Оваа синергија прави да се испорачуваат на тркалата 170 конјски сили кои се сосема доволни и за пробирливите. Но однесувањето и манирите на овој склоп не се баш најдобри. Особено при ниски вртежи, кога моторот бара да му се објасни што сакате да направите. Очекував малку поголема агилност од овој склоп, но далеко од тоа дека не е добар. Се на се, плагин хибридите се направени за да ја зголемат штетливоста на возилото, но и да ја намалат емисијата на издумни гасови. Просечната потрошувачка на оваа комбинација изнесува 7,2 литри. Тоа не е за големо фалење, но далеко од тоа дека треба да се критикува. Тоа се надополнува со чувството кое ви го дава техниката, бидејќи, како што веќе напоменав, но не можам да не повторам, Компас има изразени теренски квалитети. Плагин технологијата е една од најпопуларните во светот на 4 тркала. Па затоа ја го носи својот данок, а тоа е цената. 41.380 евра чини Компас плагин хибридот. Оваа комбинација од една страна придонесува на агилноста и на штедливоста, но од друга страна чудно дава едно инфериорно чувство на забрзување што не би го очекувал од останатите плагин хибриди. И на крај ќе ги кажам моите позитивни и негативни впечатоци од Компас.
Пред се, ме изненади внатрешниот дизајн кој делува машки и вистински теренски, бидејќи во секој момент ве подсетува на можностите кои ги има компас. А тоа е, како што видовте во тестот, поминување и на потешки теренски пречки. Морам да ја истакнам и звучната изолација, но она што не ми се допаѓа е помалку латентното чувство на механичките склопови кога ги возите на мал број вртежи. Критиката е наменета за агилноста на склопот на моторот на внатрешно согорување, кој патем речено е турбобензинец и хибридот, односно електричниот мотор. Јас очекував многу повеќе агилност да добијам на мал број вртежи. Потрошувачката од 7,3 литри е сосема прифатлива. Јас ви благодарам на вниманието и ви закажувам следна средба за 7 дена. До тогаш ве поздравувам, бидете во добро здравје и до гледање.